По трет пат Охридскиот основен суд со ослободителна пресуда за двајцата лекари кои во случајот со тешко повреденото момче Боро Стајќ обвинението ги товари за тешки дела против здравието на луѓето. За судскиот совет немало доволно докази дека лекарите го сториле кривичното дело. Изведените докази потврдија само дел од обвинението кое што во делот обвинението каде што се тврди дека обвинетите отстапиле значително од правилата на медицинската струка и наука при пружање на медицинската помош на повредениот, оштетениот Боро. Но доказите не покажа, не го потврдија делот од обвинението каде што стои дека поради ваквите пропусти и нестручност на двајцата обвинети е нанесена тешка телесна повреда. Во завршните зборови, јавниот обвинител побара обвинетите да се осудат, бидејќи како што рече, експертизата на вештите лица покажала дека пропустите на двајцата лекари со неукажување на правилна помош довеле до влошување на состојбата на сега 25 годишниот Боро. Обвинението беше докажано. Судот трет пат ја носи ослободителната пресуда, практично со истите докази, повторно беше истата аргументација дека во дел прифаќа она што вештите лица го кажаа, во дел не прифаќа, иако јасно беше укажано дека лекарската грешка која што ја направиле докторите во причинска врска со штетните последици кои останале. Обвинетите лекари значително отстапиле од медицинската наука и пракса, поради што дошло до дополнително оштетување на рбетниот мозок. Доколку повредениот Боро бил имобилизиран и доколку постоеле објективни услови за операција, уште во првиот час по скокот во вода, парализираноста не би била 100%, наведе во завршниот збор адвокатот на Боро Стајќ Марина Блажевска. Таа тврди дека во истражната постапка исчезнале битни докази, дури 10 така наречени книги, рапорти, дневници на доктори, болничари и медицински сестри, и оти во еден од нив е скинати лист. Блажевска обвинува и дека со коректор била поправена првично поставената диагноза. И додека одбраната на обвинетите доктори обвини за селективно изведени докази и вештачење кои се темели врз предпоставки, јавниот обвинител најави дека ќе обжали оваа судска пресуда и очекуваат и четврто судење.